пред некој време објави видео што е цел саат и покажав како решавам некои проблеми од програмирање со C++. И решив сега да направам интро за каналот. Почнав да се мислам како да го направам за убаво да објаснам што точно ќе се случува на каналот, какви видеа ќе ставам. И заглавив, бидејќи има милиони теми на кои сакам да правам видеа, но во главно ќе биде поврзано со програмирање, с најразлични софтвери, видео едитирање и таков некој контент. И кога се размислував за тоа како сакам интрото да ми изгледа, ми текна да си направам позадина како оваа. Инспирацијата ми е од филмот Matrix, кај што го има тој кодот како паѓа и мислев дека доста кул ќе изгледа. И го направив. И доста сум горд на тоа, бидејќи не искористив некој готово клипче па да си го ставам во моето, туку сам го направив и тоа доста брзо, за помалку од 20 минути го направив, го искодирав тоа со C++. И да ви кажам, се осетив горд, бидејќи споив две различни области за да го направам тоа. Едно беше програмирање, друго е видео едитирањето. И е доста интересно, барем мене ми е интересно. Сега во ова видео ќе ви покажам како го направив тоа, чекор по чекор, како размислував докато го правев и се надам ќе ви биде интересно. Па, да почнем. За да го направам ова, ќе го користам Visual Studio Community Edition, бидејќи free е многу моќен едитор. Мислам дека е најдобар за Windows. Сега ќе направиме еден проект. Windows конзолна апликација за C++. Ќе укрстиме Matrix Дожд. Добро, ова не ме интересира. Тоа исто не ме интересира. Добро, ова сега што ни доаѓа по дефолт, печати само Hello World на екран и толку. Само бидејќи немам пауза, ништо такво, многу брзо се исклучува. Сега, за да го направам дождот, знаев дека ќе користам cout, исто така знаев дека ќе искористам и бесконечен циклус за цело време буквите да идат надолу и на некој начин да изгледа како дожд од код. Ова цело време ќе ни печати на екран Hello World. И го. Сега не се гледа дека иде надолу, бидејќи е се едно исто и пребрзо се случува сето тоа и затоа не се приметува. Сега, за да можеме да ја забележиме промената и да гледаме како идат буквите надолу, треба да искористиме некаков таймер, нешто што ќе ни каже испечати, ама на одредени временски периоди. За таа цел срчам вака. Stack Overflow е права ствар. Колку код сум искористил од тука, чудо е. Сега ќе си го ископирам кодов од тука. Ова ми треба и ова, другото не ми треба. Ево, тоа е ќубра.
И еве го сега, тој период што сакаме да чекаме е во duration. И сега тоа што ќе сакам да правам јас е во секој циклус да пресметувам колку време поминало и значи ако е поминало повеќе од 0,5 секунди, значи од пола секунда, да ми испечети hello world. Сега ова нема да е доволно, бидејќи ако го оставам вака, ќе има пауза од пола секунда и после тоа пак цело време ќе си иде како што си иде, ќе прееска. Затоа мора да ставиме да се апдейтира стартот. Значи, штом сме пресметале колку време поминало, сега стартот го поместуваме на тековниот момент. Сега ова ќе функционира во позабавено. Ќе можеме да гледаме што се случува, како се менуваат. И еве, ова е веќе нешто што функционира, ама се исто. Сега, следниот челендж е да направиме рандом букви да се појавуваат. И тука беше моментот што ме направи горд, бидејќи ми текна многу лесно како можам да го изведам ова. Еве го пак Stack Overflow. Мале, овој хаос. Ево. Ова е добар код што може да се искористи. Сега овие двете библиотеки ќе ги ставиме горе. Едната веќе сме ја имале, значи нема да ми треба. Менот секако не ми треба. Добро. Овој код ќе ми треба. Ова не. И сега ќе сакам овде да генерирам таков број. Оваа линија вамо треба да отиде пред while циклусот и се користи да го инициализира. Сега не знам како да го објаснам на македонски. Random seed. Добро, нема веза. Ова се користи за секогаш кога ќе се стартне апликацијата да дава различни рандом броеви. Да не биде на секое пуштање истите рандом броеви. Добро, го имаме тоа, ќе го имаме бројот. Сега е најјакиот момент. Како ќе генерираме рандом буква? Има нешто што се вика ASCII table. И ја утнав, ама еве. И секој карактер си има свој код, што може да се представи како цел број. И јас го искористив овој момент за да си ја направам мојата пресметка. Значи, сакам од овој знак да почне до вамо. Добро, за да направам тоа, чека да видиме колку е. Значи 126 минус 33 ќе ставиме space, може да го скопна. Значи 93.
Ова сега што прави, без разлика каков рандом број да ми даде, ово го ограничува од 0 до 93. Што значи нема шанса да ми даде нешто различно од овие тука. Сега исто така ќе треба offset да му зададеме, што ќе ни биде ова, значи да почне од тука. Мајке му ставам 32 од space. Сега ова ќе ни генерира рандом буква. Вамо ќе ја ставиме, чисто да видиме. Да видиме како ќе изгледа тоа. Добро, вака се прилепува, бидејќи немам space, ништо ваму ставено. Сега за да ми биде буква, ваму ќе сменам во char. Шо искликава? Добро. И ако сакам да иде во нов ред, ова е за нов ред. Сега ќе ја пуштиме одново програмата и да видиме дали ни генерира рандом букви. И еве ги. Овие се рандом. И тоа е тоа што ни треба. Ова е еден чекор понатаму. Ама сега не е доволно. Сега сакаме секаде ваму да има. Сега не знам колку би било доволно. Сега да се направи тоа, ќе ни треба уште еден циклус. Ај, ќе искористам for сега. Абе. Ај ќе ставам 100 знаци за почеток, па ќе видиме дали е доволно или не. Ќе ми ја пресметала буквата. И исто така ќе сакам да го испечетам ова. И штом ќе ми заврши овој цикл, значи ќе испечети 100 знаци во хоризонтала. После тоа сакам да ми испечети нов ред за да не продолжи во истата линија. Сега ова би требало да функционира, ама ајде да видиме. И еве имаме рандом, ама ово е хаос невиден. Сега, кога го видов тоа се шокирав. Бега. Ама ми текна една финта, што е многу лесна, да ставам табови, малку да се разреди тој код и да видиме сега како ќе изгледа. Ова е веќе нешто корисно. И еве го дождот се роди. Сега бидејќи не ми се свиѓаше да биде бела боја, има една финта сега на конзолата што ќе ви ја покажам. Можеш во Properties, што направи? Сега ми се сменя автоматски, ама финтата во Properties има Colors на Screen Text и си ја одбираш оваа боја. И тоа е тоа. Сега го имаме овој рандом дошто што се јава со OBS, што ми е програмата за снимање на екран. Го зачував ова, значи снима видео и после тоа ова исто видео го едитира во HitFilm. Ова можем дури да ви го покажам сега на брзина. Да, само ќе треба да го паузирам OBS, па после ќе го стартнам пак. Добро. Чекам. Прво,
Значи со ова завршивме. Тоа е кодот за генерирање на Matrix кодот, на Matrix дождот и тоа е тоа. Значи со оваа програма завршивме, ќе ја изгасам, бидејќи сепак троши меморија. Ова исто така, и ова ќе го изгасам, и тоа ќе го изгасам. Сега да го земеме видеото. Видеото е ова. Не, ова е видеото. Shit. Значи, еве го сега видеото што го снимав до сега со туторијалот и ова ќе го ставам во HitFilm. Ова е софтверот со кој ги едитирам видеата. Исто така е free. Сега ова може малку да има проблеми, бидејќи двете програми трошат меморија, така да се надеваме дека нема да крашне. Не крашувај. Ќе те тепам. Ајде, можеш, ти можеш. Или не можеш. Бидејќи ми крашна при импортирање на овој файл, го импортирав без да ми снима OBS. Сега го земав само делчето кај што е со дожот, што го снимавме. И со ова имам мал проблем. Сега ќе ви покажам два начини како може да го решиме тој проблем. Направи. Еве ги двата клипчиња. Проблемот е што дождот ни после тоа ни оди нагоре. Чекај. Да го тргнеме аудиото да не смета. Sorry. Значи, не ќе ме дождот да ни иде нагоре. Сега како можеме да го решиме тој проблем? Еден начин, што е многу брз е да свртиме екранот, да го зголемиме ова доволно и ете ни го. Сега буквите и бројките ќе се наопаку, ама секако не е наменето за читање, тоа ќе иде во позадина, така да ова е доволно добро за мене. Друго решение на истиот проблем, што направи бе, кај отиде? Е да се искористи ефект Time Reverse. Сега истото ќе се добие, бидејќи ќе почне назад да се враќа видеото и кодот треба да паѓа на hopefully. Добро, мислам дека е тоа. После ги експортираме клипчево и го имаме овој дожд што може да се го користиме понатаму во некое видео доколку ни затреба. И тоа е тоа. Се надевам дека уживавте во овој туторијал, дека најдовте нешто интересно, можеби научивте нешто. Мене ми беше доста интересно како го направив ова. Па оставете коментари, кажете што мислите, што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Ако ви се допаѓа, ставете лайк, ако не ви се допаѓа, ставете дислайк. Мавнете subscribe на каналот за да гледате и идни видеа слични на ова. Може да има и туторијали, најверојатно ќе има туторијали за програмирање, па се гледаме во наредно.